Може? Почитувани представници на медиумите, поводот поради кој се собравме денес е да најавиме премиерната изведба на представата Викенд на мртовци, работена по текстот на нашиот мајстор на комедијата Миле Поповски, во моја режија, која што ќе биде на 20 март во Центарот за култура Марко Цепенков во големата сала. Самата представа, како што знаат повеќето прилепчани, говори за тоа како едно семејство, односно како живите од едно семејство се справуваат со смртта на еден нивни член од семејството, нели? Но тоа е представено на еден, условно речено, сатиричен, ироничен начин, кој што на крајот произлегува една доста комична представа, која што сигурен сум дека нема прилепчанец кој што не ја знае. Токму и тоа нас ни беше од една страна и предизвик, од друга страна ни беше голем терет, а тоа е да се обидеме колку што можеме повеќе да избегаме, нели, од она што е оној филм во режија на познатиот Коли Ангеловски, кој што нели сите го знаат, бидејќи има доста различни работи кои што ги има во драмскиот текст, кои што ние го зедовме како предложка, и во однос на филмот, нели? И тоа ни беше најголемиот предизвик и јас мислам дека ние успеавме да создадеме една своја представа која што публиката ќе ја гледа со своји очи, а не низ призмата на тој така на тој филм, нели? Исто така интересно е да се спомне дека во оваа представа покрај нели актуелните членови на театар Чин 4 сцена 5 играат и ние ги нарековме нели ветераните, а тоа се некогашните членови кои што членувале во театар Чин 4 сцена 5 пред 5, 6, па можеби 10 години. И на огромна моја радост и на радост на сите тие прифатија поканата да учествуваат во овој проект и да играат. Некој од нив нема стапнато на сцена па можеби 10 години, но љубовта која што ја чувствуваат кон театарот и желбата да се помогне е она што мислам дека не мотивира сите нас вистински да реализираме оваа представа, пред се да ја забавуваме публиката, а најмногу од се да помогнеме. Значи, кога сме веќе ке помошта, представата има хуманитарен карактер, односно оваа голема хуманитарна акција ја работиме со поддршка на локалната самоуправа на општина Прилеп и градоначалникот Илија Јовановски. Значи, најважното, односно причината поради која што сите се собравме и решивме да го реализираме овој проект е да ја направиме представата хуманитарна и сите собрани средства од продажбата на влезните билети да ги донираме на 3 места кои што мислиме дека се моментално приоритетни за да се помогне. А тоа е на прво место ќе инсталираме лифт за хендикепирани лица во Центарот за култура Марко Цепенков за пристап во големата сала. Лифтот е повеќе потребен, нели? Потоа во дневниот центар за деца, за лица со посебни потреби Зуница ќе промениме дограма и на крај во основното училиште Климент Охридски ќе набавиме 4 компјутери за потребите на посебните паралелки. Самата представата ја работиме со поддршка на општина Прилеп и локалната самоуправа, која што ја препозна нашата идеја и реши да ја валоризира со поддршка нели на ова целосен проект. И јас сум мощно задоволен од тоа како испадна представата и се надевам дека прилепчани ќе уживаат во представата во наредните 9 репризи, башка премиерата, нели? Во наредните 9 репризи кои се закажани во наредните 9 консеквентни дена. Викенд на мртовци е драмски текст кој верувам дека дефинитивно треба одново и одново да биде поставуван пред публиката и верувам дека ние добро си одработивме својата работа и дека публиката ќе бара се повеќе и повеќе изведби, дека ќе сака да ја гледа нашата представа. Јас сум член на
актуелен член на помладите на театар Чин 4 сцена 5. Како што кажа и режисерот на оваа представа, главно улогите ги зазедоа ветераните, оние кои што порано биле членови на театар Чин 4 сцена 5. И морам да кажам дека енергијата на пробите и во целиот овој процес беше прекрасна, беше задоволство да се работи со нив и верувам дека ние како помлади членови внесовме една нова енергија и така сите заедно како една екипа создадовме уште едно убаво театарско дело за кое што публиката уште долго ќе зборува и уште долго ќе биде барано на сцената на Домот за култура. Чувството на 28 години да бидиш ветеран е убаво. Благодарам за поканата, што ме поканивте да играм пак. Не избегав на прашањето да одговорам јас од групата, сум дел, се чувствувам како семејство, се чувствуваме сите како семејство. Немам играно добри 7-8 години и он ме прифатив поканата. Пошто разбрав дека е и од хуманитарен карактер, одделив многу време со се само да се помогне. Иначе јас сум во улогата на охријанецо, Климе, само тоа можам да го откриам, другото оставам да видите ви и да кажете со оценка, мислам дека ќе поминиме во оценка многу добар, одличен 5. Паралелата е иста, штиците се исти. Жената, да, жене, човек, дете, тие приватниот живот го оставаме настрана, значи сцената е таа, штиците се исти, не е ништо променето. Енергијата што имавме ние како млади ја има и дечките помлади. Сега постар сум ветеринар, а и ветеринар сум. Со кој ми се расправам. Тоа можам да кажам. Па представата ја справам веќе 2 месеци, добро 2 месеци. И упатуваме на апел да сите прилепчани да купат карта, да гледат представата, бидејќи пред се кај нас треба да постои тоа чувство на хуманитарност. Во представата, додека ја спремавме, сите пренесовме едно добро искуство, големите нас и ние на големите.